Апсолутно, апсолутно. И од тука мора предуслов за да се воведе фискална дисциплина во вертикала. Знаете, Александра, некаде постојат околу 1400 буџетски корисници во државата. Знаете што значи толкав број да ги имате вие под постојан мониторинг и под постојано дисциплина? Тоа треба институционален капацитет за нешто го правите. Меѓутоа, би требало да започне од некаде. Мислам дека определба е на владата со самото тоа што во самиот буџет велат дека принципот на фискална дисциплина е исто така стратешка определба на оваа влада. Така да, тоа е возможно само преку вакви мерки. Инаку, знаете вие дека ако паднат одредени гаранции на кои што владата давала согласност, тоа директно државата е должник и директно тие се прикажуваат во јавен долг. А како може јавно предпријатие или државно предпријатие со доминантен државен капитал да влегува во такви ситуации, да презема обврски без да знае кој ќе биде, да речем, паричниот ток во нивните биланси. Тој што велиме cash flow импактот. Како може тие да превземаат такви обврски? Значи, едноставно тие се неодговорни, тие се луѓе кои што не се за такви места, бидејќи се изложуваат и државата, било да тоа централно ниво, било локално ниво. За да се воведе фискална дисциплина, мора стриктно да се предвидува тоа. Јас сум